Каратето е официјално олимписки спорт. Оваа историска одлука ја донесе Меѓународниот олимписки комитет на 129-та сесија во Рио, ставајќи го каратето како спорт на програмата на Олимписките игри во Токио во 2020 година. Со ова се оствари сонот на милиони каратисти во целиот свет да станат дел од олимпиското семејство. Ова за сите каратисти е голема мотивација и голем предизвик, изјави најдобриот каратист во Македонија, освојувачот на бронзен медал на првите европски олимписки игри во Баку, Емил Павлов. Ова е остварување на сонот на сите каратисти низ целиот свет. Така ова е остварување на мојот сон. Уште од кога бев мал сонував, кога гледав овие олимписки игри, сонував еден ден да се најдам на олимписките игри. Ете, Светската карате федерација заврши на голема работа со тоа што Меѓународниот олимписки комитет го вклучи каратето на програмата на Олимписките игри во Токио 2020 година. Ова за сите каратисти е на голема мотивација, еден голем предизвик. Еве сега што не очекува е една голема работа, бидејќи овие 4 години ќе дојдат многу брзо. Уште од сега ги почнавме подготовките за Олимписките игри во Токио. Павлов е оптимист, вели дека Олимпијадата е неговиот најголем предизвик и се надева дека Македонија во 2020 година ќе има свој представник во каратето, а патот дотаму ќе биде навистина тежок. Се надевам дека во 2020 година Македонија ќе има представник на овие игри токму со обезбедена на олимписка норма, а зошто да не и Македонија после подолго време да се радува и на олимписки медал. Ќе биде екстремно многу тешко, бидејќи ќе има само 3 категории, досега имаше 5. Се уште не се знае кои се критериумите, но знам дека ќе биде многу тешко, но се надевам дека и државата ќе обезбеди многу подобри услови за што подобро да се подготвиме и да оствариме она зацртана цел настап на Олимписките игри во Токио. Управното тело на Олимпијадата одобри 5 нови спортови кои ќе бидат дел од летните олимписки игри во 2020 година во Токио. Покрај каратето, меѓу останатите спортови кои ќе бидат дел од олимписките игри во Токио се и бесбол, софтбол, скейтборд, сурфање и спортско качување, кои ќе опфатат 18 дисциплини, што ќе значи дополнителни 474 надпреварувачи, па нивниот број во Јапонија по 4 години ќе достигне 11.000.